Се враќаме во студиото, тука го имаме Владко Нацевски, бизнесмен од Македонија, кој работи и во Бугарија. Веќе сте биле дел од Студио 10. Зборувавме еднаш исто така за истава проблематика, сега еве после некое време да видиме до каде сме, што сме. Добре дојдовте во Студио 10. Благодарам за поканата. Се надевам на едно успешно интервју. Да, исто така најавив дека ќе вклучиме и еден бизнесмен од Бугарија во разговорот, ќе го вклучиме во тек на разговорот, тој е Радо Тодоров. Ќе зборуваме и со него на истиве теми, да видиме каква е перспективата и од таа страна. Се надевам дека ќе успееме, бидејќи ќе одиме онлайн, дека нема да имаме проблем, но не би требало. Господин Нацевски, односите помеѓу Македонија и Бугарија гледаме дека се политички, барем во некој ќорсокак. Тоа се должи на повеќе работи. Една е преговарачката рамка која е ставена од Европската Унија, во која знаеме дека јасно стои дека земјава треба да ги вметне бугарите во уставот за да продолжиме со преговорите. Од друга страна и во Бугарија имаме една ситуација каде што немаме веќе неколку години силна политичка влада, туку имаме константни избори, така да ние сме во ќорсокак. Како, еве за почеток, за вовет во разговорот, како гледате на оваа тема? Заглавени сме, имали надеж можеби да се одглавите? Па Македонија природно припаѓа во Европскиот сојуз, во Европската унија, и тоа рано или касно ќе се случи. Војната во Украина ќе направи притисок од страна на земјите членки на Европската унија да земјите од Западен Балкан во најбрзо време се вклучат во таа Европска унија. Сите проблеми меѓу соседите треба да се решат, бидејќи тоа представува услов за секоја земја членка. Истото беше и Хрватска кога влегуваше во Европската унија, исто беше и Бугарија кога влегуваше, подпишувавме договор со Македонија и Бугарија за да можат бугарите да ги решат сите проблеми со соседите. Истото треба да се случи и сега. Проблемот во Бугарија и не е некој проблем што не може да се реши, просто треба волја од двете страни. Најдобро е нешто да се случи од страната на Бугарија да има некој вид на отстапка кон одредени работи, исто така и македонската страна треба да направи отстапки кои и да ги задоволи барањата на бугарската страна, нормално во границите на нормалата. За сето тоа да се случи треба волја од двете страни. Условот во Бугарија во моментов не е ни тема Македонија, за жал, бидејќи они се во ситуација на внатрешно политички проблеми. Има повеќе партии, Демохристијанска партија на Бојко Борисов, продолжување на промената од страна на Асен Василев и Кирил Петков, тие се прозападни, проамериканска партија. Имаме друга страна Возраждање, тоа е малку по-традиционална, влечена кај Русија. Имаме кај партијата на турците поделени табори меѓу господин Дејан Пеевски и традиционалната партија на турците Ахмед Доган. Има во моментов една борба за власт и во моментов ќе се случи така да претседателот Радев ја преземе државата во своји раце и формира свој кабинет кој ќе се вика службен кабинет. Се надевам дека тој службен кабинет во најбрзо време ќе се состане со македонските челници и на тој начин ќе би се изгласале тие измени уставни за да може Македонија да ја стигне Албанија во европскиот пат, бидејќи доколку не го направиме тоа, постои сериозен ризик за Македонија. Понатаму ако Албанија, замислете си го овој момент, Албанија влезе во Европска унија пред Македонија. И они тогаш ќе поднесат своји барања, ќе не закочат во евроинтегративниот пат, ќе има дестабилизација на целата држава, значи сватете го тоа многу сериозно и пораката која сакам денеска да ја упатам дека патриотизмот и национализмот се убава работа, но треба во граници на ефикасноста и на нормалата, бидејќи да си патриот значи да ја сакаш својата држава и правиот пат на Македонија е влез во евроинтеграциите. Што значи тој службен совет или службен кабинет на претседател Радев? Дали тоа всушност ќе значи некаква форма на влада која ќе функционира? Да, апсолутно, да. Експертска влада. Значи има список на луѓе кои би биле избрани од тој службен кабинет. Нормално Бугарија е една сериозна држава, значи не е држава што туку формирана, значи они имаат сериозни служби, дури таму нема никој пат да знаете кој е главен на службите.
Значи има заштитни механизми. Доколку нека политичка партија или институција се отклони од правниот пат, тие реагираат на различни методи. За кај нас тоа не е случај. Кај нас службите се популаризираат, значи секој знае кој е главен на службите. Значи тајна служба не може да биде служба кој сите ја знаат, тогаш нема да биде тајна. Да, и таа влада, претпоставам, техничка влада во Бугарија ќе обстои до некои избори за да организира или како е планот? Најверојатно ќе се оди понатаму, по касниот етап, на 8 предвремени избори. Но тоа ќе биде државата нема да биде застои во исчекување, таа ќе се работи преку службениот кабинет. Нормално се ќе се биде нормално. Така да тоа да не биде оправдување на никој, дека има Бугарија нема влада и сега не треба да водиме преговори кон ЕУ, на тој начин ја ставаме државата на коцка. Значи си играме покер, значи ризикуваме цел еден процес на Европска унија да го загубиме. Тоест да заостанеме за Албанија, што е голем ризик за Република Македонија. Исто така постои опасност со дестабилизација. Сами сте уверени дека постојат тензии, албанците очекуваат влез на Македонија во Европската унија, тоа е нивното основно барање. Исто очекуваат и бугарите да бидат што поскоро метнати во уставот, кое за мене не е нешто страшно или фатално. Некакви луѓе што нормално е Македонија и Бугарија се во блиски граничат, со повеќе гранични премини, територијата е одма до нас, мора да има некакви бугари тука, што евентуално со вметнување на нив би се вработеле во некои институции, што не гледам да е некаков фатален исход или некаква кузна каква работа да ќе се случи во државата. Во самиот устав е мултинационален, значи има повеќе народности, србите се вметнати уставот, дури египтјаните се вметнати, ромите. Не се египтјаните, се уште барат. Се уште да. Со тоа начин и хрватите што живеат тука би се вметнали тие. Значи тоа значи дека они имаат право на по некоја етничка основ да бидат вработени, дали во водовод, во некоја институција, во министерство некоја, што нема да доведе до распад на државата или кузна што страшно нешто. Да, но тоа е многу мал процент. Значи, околу 3000 и нешто имавме луѓе кои се идентификуваат како бугари, тоа после се сведува на процент од вкупното население, значи може би зборуваме за дали стотина луѓе кои би се вработиле, ве толку, значи не зборуваме за повеќе. Да, и што според мене не е нешто фатално и страшно. Значи во историјата сведоци сме на повеќе договори, меѓу кои Блецкиот договор 1947 година меѓу Тито и Димитров од Бугарија, кај што доаѓало и до размена на територии и на создавање на нова држава, Балканска федеративна унија. На тој начин и за тоа, дојде страшен блок на држави, значи во Европската унија е држава на една држава. Значи сите членки во Европската унија ќе бидат едни држави и ќе се изгуби тој национализам. Дури идејата на Тито била братство и единство, да нема национализам, да сите луѓе да бидат еднакви, да бидат луѓе што заработуваат пари, што комуницираат на спортски план, се надпреваруваат без никаков вид на шовинизам и национализам во односите. Да, во однос на македонско-бугарските односи, во ред, еве чекаме да се среди политиката, дали ќе се среди, веќе има некакви најави дека може владата вели дека се обидува да репреговара, од бугарска страна вела дека нема да има репреговарање, и од Европската унија кажаа дека преговарачката рамка е таа, дека било каков договор, ајде да речеме, мора да биде усогласен со преговарачката рамка. Дали ќе има некакво решение? Ќе видиме, но еве до тогаш ние зборуваме како да ги нормализираме односите помеѓу двете земји, барем економските текови, социјалните, граѓаните, патувањата, туризмот, да не бидат закочени, да не страдаат од политиката. Дали е тоа барем можно? Да, многу работи се можни. Не само бугарите во уставот, него треба да се гледаат и на бизнес соработката, како на енергетската соработка, која е многу важна. Бугарија има нуклеарна централа, која е исто интересен бизнес потфат меѓу Македонија и Бугарија. Значи, ние сме дефицитарни за струја. Нашите фабрики немаат струја, не се конкурентни на светските пазари. Со инвестирање во белење нуклеарната централа, кој постоеше уште 2013 студија од страна на кабинетот на Пешевски, дори се праќаат тимови на истражување на некаков заеднички проект во тоа, треба да се обнови тоа, мислам, според мене во ова енергетска криза е многу правилно. Исто така коридорот 8 кон Бугарија. Значи но таа тема се возобнови во времето на владата на Заев. Имаше нели
најава дека Македонија можеби ќе инвестира во Белене, но потоа се напушти некако. Не сум запознаен, постоеше како идеја и правилна идејата. Без разлика кој е премиер, секој правилен проект, секоја влада треба да го прифати. Ако е добар проектот, нема зашто тој не е измислен од сега, тој е стар проект, од 2013. Значи, агенцијата од Македонија, Елем, отишла во посета тим од Елем во Бугарија. Како може да се направи тој момент. Но негде 2015 имаше политички превирања, наверојатно тие причини е напуштен проектот. Друго нешто стратешко за македонските бугарските односи и бизнис климата е, секој бугарски бизнисмен, прво што ќе се состане со мене, кажува, ние не сме поврзани никако со вас. Немаме авион, не сме по воздух, не сме поврзани, немаме железница, немаме автопат, имаме само експресен локален пат, не можам ни да го кажам ни експресен, бидејќи не е уште завршен. Значи, треба да се фокусираме кон коридорот 8 секако, бидејќи е паневропски коридор, кој е многу важен. Тој доаѓа од Бургас, Варна, Пловдив, Софија, Куманово, Скопје, кон Дурес, Албанија. Значи, цела трансферзала е интерес на самата Европска унија, не само кон Македонија. За ние се приближиме кон Европската унија, треба да бидеме малку и колегијални со луѓето од Европа. Значи, Европската банка не би финансирала грантови од 200-300 милиона евра за реализација на железнички коридор. Првата фаза од Куманово до Белјаковци веќе се гради, втората иста фаза се гради од Белјаковски до Паланка, некаде 160 милиона евра мислам беше, и третата најскапата фаза од Крија Паланка до Ѓоешево бугарската граница е многу сложена со тунели, мостови, виадукти, некаде околу 560 милиона евра, мислам дека е обезбедено и финансирање со грантови имаш. Тоа не смее да се запушти, бидејќи може да се користи како аргумент од страна на Бугарија за нова блокада. Значи не е само Бугаријата устав, нормално дека секој кој е моментално член си има свој барања за развој. И тоа можеби ќе се постави како услов. Затоа не смееме да го занемариме тој коридор 8. Како и автопатско решение. Значи во моментов Скопје-Софија се патува минимум 4 часа без чекање на граница. Со новиот експресен пат ќе се намали некаде 3-20 минути. Но не е автопатско решение. Значи 200 км треба да бидат најмногу до час и нешто. Исто така треба да се размислува, бидејќи тој коридор 8 исто така не е економски исплатлив, брзината е многу мала. Значи 80 км на час е во третата делница, што не ги задоволува потребите на бизнисот и на модерното време. На транспортот. На транспортот. Веќе постојат многу возови со многу сериозни брзини. Во Германија, во Европа, навсекаде, во Кина, Јапан. Но ние видовме ситуација, еве кога дојде новиот министер за транспорт и врски Александар Николовски, едната од првите изјави која му беше е дека нема да ја градиме железницата, па нема да ја градиме оваа траса, па ќе ги преусмериме парите за коридорот 10, па потоа дојде едно известување од Европската унија дека тоа не може така, дека тие пари се предвидени за тоа и дека тој коридор може да се гради. Па Николовски рече, добро, ќе градиме, но не вака. Како, сакам да кажам, како веднаш да се постави една рачна кочница дека не сека да се гради натаму, но како да сега мораме, бидејќи сме приморани. Господинот министер за транспорт Николовски, проектот со Унгарија, Белград, Ниш, Скопје, Солун е добар проект. Тоа нема ништо општо со коридор 8. Иначе како поглед на брза пруга и доколку најдат финансирање, е исто така стратешки проект за Македонија. Тој е коридор 10. Исто така можам да кажам дека тој коридор 10 е од Австрија до Солун. Целиот тој. Така да исто така направи некоја грешка што го промовира Прирел Битова како дел од коридор 10, што не е коридор 10, на Бехтел Јенка, малку избрзано. Значи Европската унија се огради од тоа. Тоа е просто градежна фирма во дел со америчка градежна фирма Бехтел во договор со државата или некои луѓе од државата, прават проект без тендер, без финансирање и прават проект Бехтел Јенка, кој нема врска со коридор 10. Океј, автопатски има дел од коридор 8, делот од Гостивар Кичево, океј. Но каде е другиот дел према Паланка? Зашто не го избалансирале тој проект на Бехтел? И зашто не побарале од американската влада финансирање на проектот? Ние сме многу сиромашна држава и доколку сите пари отидат во Бехтел Јенка, само 2 фирми ќе работат на него. А каде се другите градежни фирми во Република Македонија? Јас сум секој ден во контакт со нив. Секој ден се
контактирам со градежници, собственици кои се мачат да крај со крај на вработените да осигурат плати, трошоци, осигурувања, да купат нова механизација. Значи самата држава и тие градежни комори треба малку посериозен пристап да имаат. Значи треба да видат кои се градежни фирми кои успешно си ја сработиле задачата, кои проекти успешно ги завршиле, да се осигурат нови проекти за нив, да се најде ако треба работа за нив. Просто не се отпуштаат луѓето, зашто во моментов никој не води сметка за бизнисот во Македонија. Да, еве, и самиот кажате дека тој коридор 8 во однос на планот за Бехтел и ЕНК се гради само делумно таму, значи не се гради цел коридор 8, туку само еден дел кој не е цел дел од коридор 8. Има некаква перцепција, еве, и кај дел од експертите, и кај дел од граѓаните, дека оваа влада става приоритет на коридорот 10 над коридорот 8 и тоа давајќи му една политичка конотација, не само економска. Значи дека Македонија се врти сепак кон оската север-југ, а дека оската исток-запад сака да ја запостави. Гледате ли вие такво нешто? Во моментов треба времето да покаже, они се се уште нови, ги анализираат, ги ревидираат проектите, имало грешки во минатото, не значи дека нема да се случат и во иднина грешки. Секоја грешка треба на време да се реагира и да се отстрани за да нема грешки, зашто фактички народот треба да е среќен, не политичарите и бизнес групите. Исто така би сакал да кажам и тој проектот Кичево Охрид е многу сгрешен, бидејќи самата рута е сгрешена, доколку се направило ново проектирање на времето, доколку од Скопје преку Марков манастир, Македонски брод, Козјак, директно Кичево Охрид, би се стигало од Охрид за 45 минути. Оние вртеле цела траса по планини и не се добила ефективноста на брзината на колите. Значи, во Европската Унија такви проекти не би се дозволили изопшто. Значи, кога ќе се прави едно проектирање, треба од точка А до точка Б треба да се дојде во најкраток можен временски период и во најдобра траса. Значи, ти во моментов кога ќе ја утнеш трасата, штедиш во проектирање, сега истото за тоа се забави Кичево Охрид. Фирмата Power of China од Кина е многу сериозна компанија и пола Србија имаат изградено таму. И во моментов се доаѓаат проблем Кичево Охрид бидејќи лош проект, им дале погрешен проект. Фирмите кои проектирале таму дале лоши координати, нема добри истраги. Ревидирање на цел проект, нерешени експропријации на земјишта. И на тој начин туризмот во Охрид страда, сигурно, и имиджот на државата. Лизгање на земјишта. Веќе сме на подсмев од сите од фатални грешки. Јас не сум видел до сега некој да сноси одговорност за тоа нешто. Но интересен е начинот на работа на Бехтел и ЕНК, ново нешто за нас до сега. Се проектира во од, не се проектира однапред. Што мислите за тоа? Многу чудно е. По принцип имало дизајн and build, популарно е во Европската Унија, да дизајнерате во корелација со градежната фирма која ќе изведува. Но не сум видел да се добија без тендер. Малку чудно е бидејќи сам си проектант, сам си надзор, сам си градежна фирма која изведува. Тие сите три работи некако не ми се поклапаат, малку е контрадикторно целата таа работа, но не би го коментирал тоа. Се надевам американците имаат добри механизми за ревидирање на тоа, бидејќи они се борат против криминалот и корупцијата, не би дозволиле да се случат импровизации во тој поглед, бидејќи многу пропусти има тој проект, сами знаете за скандалите околу Бехтел ЕНК, се надевам да се коригира и да се најде начин да се отстранат недостатоците. Да, имаше афери на Косово во однос на тоа. Кога зборуваме за коридорот 8, треба да бидеме фер и да кажеме дека еве пругата кон Бугарија имаше на времето и наслови пругата наречена Желба и така натаму. Па таа пруга се гради уште од времето на Бранко Црвенковски. Таа пруга од Скопје до Кюстендел има интересна историја. Таа има проекти уште до 894 мислам од евреи. Сакао да изфинансира целата пруга заради трговска размена меѓу Скопје и Кюстендел. Подоцна 1980 во Социјалистичка федеративна Југославија се прави физибилити студии, бидејќи сметале дека треба да има железничко поврзување со Бугарија. Постоева и царинска контрола таму. Подоцна 94 за времето на Бранко Црвенковски се прават проекти, идејни решенија, па се прават грешки во трасата, бидејќи под некои непознати причини намерно поминуваа низ некои земјишта кои веќе биле приватни.
не знам од кои пободи ја правеле таа траса, но е направена грешка. Значи не се гледало на најефективната траса, немало студии, немало консултации, специјална научна фела да одредат која траса е најдобра, просто ја направиле како што ја направиле. Он најтешкиот терен, бидејќи третата делница од Крива Паланка до бугарската граница најтешкиот терен. Таму и брзината не може да биде повеќе од 80 км на час. Многу виадукти, многу тунели, многу мостови. Да, но дали се проблем само техничките пропусти за кои вие зборувате во минатото или сепак немало политичка волја баш тој проект да се направи? Имало двете се. Ако за нешто зборуваме 30 години, веќе станува апсурд повторно да зборуваме за пругата кон Бугарија. Да, но веќе Европската банка добила средства, веќе и грантови. Тоа е тоа. Значи, мислам, проектантите се тие веќе кои ги направиле проектите, добри и лоши, тие што ги избрале, тие се проектантите. Има сигурно пропусти кои ќе се гради, ќе се осетат, но тоа е тоа. Едно од контраобвинувањата, ајде да речеме, од македонските институции во однос на тој коридор 8 е дека ништо не е направено ни од бугарска страна. Тие велат зошто ние да правиме кога гледаме дека од таа страна нема ништо. 2,5 километри е Кюстендил Гюешево. Мислам дека они размислуваат да го прават. Ќе видиме. Зошто е тоа така? Еве можеби ги следите медиумите и во Бугарија, има ли тамо барем оправдување зошто тие не го градат димниот дел? Да, но мислам дека имаше состаноци меѓу директорите и тоа мислам дека го решија дека ќе се прави. Дека ќе се интензивира работата и од нивна страна. БДЖ бугарски државни железници со МЖИ инфраструктура, македонски железници инфраструктура, мислам дека тимовите на двете институции ќе ги решат недостатоците на тоа. Да. Веќе е касно да се депроектира тоа, бидејќи премногу трошкови се направени, процедурата на EBRD е помината, може да се канцелира, но не верувам дека ќе се откаже, бидејќи ќе служи за контраефективно на Македонија, доколку се прекине коридорот 8, Европарламентот и Европа ќе биде против сигурно, доколку европски проект не е. Да, тоа го кажа јасно. Да, Бехтел Енка не е европски проект и не може да биде под европско знаменце. Самата Европска унија се огради од проектот и кажа дека да не ја мешаат Европска унија во проектот Бехтел Енка. Сами знаете како се избра понудата, сами знаете како се евалуира. Немаше ни тендер, немаше ни се плаќа некакви пари од напред аванс, не се знаеше каде се плаќаат, не се знаеше колку се плаќаат и се утнаа трасите, не знам кој ги правил тие траси, сосема погрешни траси, нема врска со коридор 10, приле битова поврзување меѓу два града, а стратешките точки не сме ги решили. И затоа самите сме виновни што чекаме во портите за влез во Европа, но не знаеме дали ќе влеземе. Да, но еве кога зборуваме за Бехтел и Енка, сегашната влада во улога на опозиција многу обвинуваше за тој проект, обвинуваше за криминал, за корупција, нетранспарентност, дека проектот е заклучен како тајна, недоверлив, не може да се види, да се презентира пред јавноста и така натаму, но откако дојде сега на власт, тие само кажаа дека ќе продолжат да го спроведуваат, па дури имаше и некакви изјави од министрот Николовски дека за прв пат граѓаните ќе возат за толку и толку до Охрид и така натаму. Значи, наместо истрага за пропустите за кои сами обвинуваа или за евентуални криминали како што ти обвинуваа, сега не гледаме ништо, само едноставно се проложи со проектот. Немаат избор. Имаат подпишан договор со Бехтел и Енка, доколку го раскина договорот, ќе идат на меѓународна арбитража и ќе пратат сериозни пенали и ќе не можат ништо да направат. Сигурно се консултирали со правници, меѓународни адвокати. Најдобро решение или да се променат трасиве или да се направи добра идеја да направат македонски брод Кичево Охрид, Скопје македонски брод, така сите од Скопје би оделен за 1 сат во Охрид и туризмот би се зголемил во Охрид. Друго е да патувате 4 часа 160 км кога се гуџвите на стража, друго е да се направи супер брз пат кој би се користело само граѓаните овој дел на Македонија и странците нормално. Така би го посетиле Охрид. Доколку се биде тоа таргет. Српските туристи, тие се најбројни во Охрид, да речеме. И сите сакаат, и бугарите доста патува Охрид. И бугарски, да. Пред да се случи. Преку Скопје би можеле брзо да стигнат. Да. Иначе нека го размислуваат такова варијанта, нека го предложат на Бехтел Енка. Таа е компанија која работи за профит, сигурно би за нив не би било проблем да ја смена трасата.
доколку сака се патува до Охрида да не се врти по таа стража. Да. Добро, се вратиме на македонско-бугарските бизнис односи. Што друго може да се направи, еве, да видиме, за да ги нормализираме односите барем на тој план? Како што кажавме, политиката нека си го работи своето, кога ќе решат, нека решат, но до тогаш барем да можат граѓаните и двете земји да комуницираат нормално. Да, треба државата и новата влада да ја дадеме малку доверба сите, бидејќи се нови, да видиме резултатите какви ќе ги направат. Треба сами да преземат мерки, да видат кои проблеми се соочуваат бугарските фирми, бидејќи многу во Македонија све е регулирано, има дури правилници интерни за да се спречи влез на странски компании. Градежен факултет прави интерни правилници, каде никаде во свет не постојат такви правилници и за одредени градежни материјали да не може да се продаваат во Република Македонија, да некои фирми од соседството имаат повластени можности да продаваат таков вид на продукти. Да не навлегувам точно кои, се знаат работиве, треба да се коригираат тие работи, да нема такви смешни работи кои се случуваат во стопанството, бизнис секторот да биде мотивиран од Бугарија да инвестира во Република Македонија и обратно. Има многу македонски компании кои веќе инвестираат во Бугарија, немаат никаков проблем со никого. Истото треба да се послужи да се достигне еден вид на развој меѓу двете држави, зголемување на GDP-то од 60%, за да имаме економски развој од 6% годишно. Исто да го бара и ММФ, Меѓународен монетарен фонд. Енергетска независност, гасификација на Република Македонија, градење на супер експресен автопат, не експресен пат, него автопат меѓу Коридор 8, исто така и железничко поврзување со Бугарија, како и евентуално некои ефтини авиолинии Скопје-Софија. Имаше порано обвинување од дел од бугарските фирми дека се соочуваат тука со некои потешкоти. Ви кажуваат ли на вас за тоа? Зашто конкретно се работи? Какви се работи, значи во моментов градежниот факултет во Македонија е претворен во бизнис факултет. Тоа што значи? Секој кабинет на професор е канцеларија за бизнис. Тие сами решиле дека нивното стручно мислење може да го уновчат преку разни правилници, пречење на влез на странски компании да продаваат во Република Македонија. Тоа се случи со банкините. Значи, фирма од Бугарија продава на секаде во Европа, не може да продава во Македонија, бидејќи некој професор така се разбудил и решил дека му требаат пари за собствен бизнис и се договорил со фабрика од соседството. Од нашиот северен сосед си исклучил договор за провизија и ги фаворизирал градите од нашиот сосед. Тоа не сме да се дозволи, службите не знам, треба да се поангажираат, треба да се направат сериозен ресет на цела економија во државата, кој каде продава, по кои цени, зашто на тој начин се сервираат готови понуди на фирмите и фирмите градежни немаат избор од каде да купат. Купуваат енормно скапи огради заштитни, зашто немаат избор алтернативни ефтини огради од Бугарија. Истиот квалитет е, на цените се 40-50 пати 50% поевтини од Бугарија него од српските. И не може да продаваат бидејќи измислуваат секакви правилници, дозволи, сертификати, некои се измислуваат што е непотребно. Целот кога ќе земете со кола ќе видите Македонија пат има 40-50% стари огради. Треба да се заменат со нови, а ние пречиме увоз на ефтини огради од соседството од Бугарија. Тоа за мене нема никаква логика. Треба да институциите, јавно претпријатие за државни патишта да се го ревитира тој момент бидејќи е сериозно нешто. А како вие функционирате како македонски бизнисмен во Бугарија? Како е таму? Супер. Значи никој не го интересира од каде си. Сите меѓу другото бугарите имаат многу симпатија кон Македонија. Кон македонците никој пат немало инцидент на било каква етничка основа или некаква забелешка. Хармонизирани се меѓу луѓето односите исто меѓу бизнисмените. Ова се што се прави од некои геостратегишки игри. Најверно некој нема интерес да бидат двете држави во добри односи и тоа во моментов се случува. Да, за жал. Да жал. Добро, Нацевски ви благодарам на ова гостување. Ме известија колегите дека не можеле да го вклучат вашиот колега од Бугарија. За жал, како што кажав, онлайн врските се такви. Ви благодарам уште еднаш. Ќе ги следиме работиве, ќе видиме како е, па да се надеваме дека ќе се нормализираат. Барем граѓаните слободно да се патуваат, да си работат. Тоа е она што е најважно. Да, и влез во Европска унија.
Се разбира. На тој начин ќе дојме до пари, капитал и странски инвестиции. Ви благодарам уште за еднаш. времето. Ова беше Владко Нацевски и со ова го завршуваме и овој дел од разговорот. Продолжуваме со Дарко Симуновски, експерт за криптовалути. Останете со нас, се враќаме за кратко.